Во со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер, вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Премиерот Мицкоски одржа средба со трговците од големите маркети и дистрибутерите, посветена на кризата, односно таа да не се искористи за профитерство. Какви пораки им испрати, но и какви се очекувањата, дали овој пат ќе го послушаат, во живо ја прашувам Наташа Мерсовска. Тино, заклучокот по средбата на премиерот Мицковски со големите ланци маркети е дека цените во маркетите треба да останат исти затоа што нема основа за нивно зголемување. Државата засега нема да се меша на пазарот, но нема да стои настрана ако утврди дека има евентуално поскапување на производите. Експертите сугерираат, договорот треба да се почитува, цените на нафтата на светските берзи се стабилизираат, така што реална основа за зголемување на цените нема. Меѓутоа, вела доколку се утврди отстапување, државата треба да го примени добро познатото правило, односно замрзнување на цените на основните прехранбени производи. Деталите ги гледаме во прилогот кој следи. Трговците да не го користат моментот за да ги зголемат цените, затоа што реални причини за тоа нема. Премиерот Мицковски по средбата со големите ланци маркети напиша дека државата нема да интервенира на пазарот без причина, но нема ни да стои настрана ако се создаде притисок врз граѓаните без реална основа. Заклучиле дека треба да има фер цени, односно не треба да има нивно зголемување. Се обидувам на еден нормален начин да разговарам со луѓето и на еден нормален начин да бараме заедничко решение, да не бидеме агресивни и на таков начин да изнудуваме решенија. Ние сме честни луѓе, воспитани во тој дух и се до моментот на Рубиконот ќе ги искористиме сите алатки на еден нормален начин преку диалог да дојдеме до решение. Но ако некој го помине Рубиконот, тогаш ќе бидеме жестоки како што тоа сме го покажале многу пати во минатото. Договорот треба да се почитува, сугерираат експертите. Пазарот со нафта се очекува да се стабилизира, така што основ за поскапување нема. Навистина мислам дека не е време за зголемување, бидејќи нафтениот шок е краткорочен и самите гледаме дека во делот на најавите дека воените жаришта може да се брзо да стигнат. Но останува да видиме, мислам дека тука државата има инструменти доколку не се случи нели препораката да може да го исконтролира сето тоа. Секако дека за граѓаните, за сите нас, најповолно ќе биде да останеме во насока на оние цени кои ги имаме. Искуството досега покажало дека профитот, а не стандардот на граѓаните им е поважен на некои маркети, па се користи секој момент за да заработат повеќе. Ако и сега се утврди тоа, неминовно ќе биде владата да интервенира. Мислам дека треба вообичаените мерки кои што значат заострување на делот на контрола на цените, тоа на еден начин замрзнување барем за оние социјално ранливи категории на граѓани. Тоа се оние основни екзистенционални продукти, лебот и така натаму и така натаму. Во тој дел нели е слободен пазар и ние не можеме да влијаеме во насока на креирање на маржи, но нели етичкиот дел и општествената одговорност во овој дел нели подразбира дека треба да сме нели во насока на помагање кон економијата сите чинители на стопанство. Од оваа недела граѓаните возат поскапо, иако на берзите цените паднаа и се движат околу $90 за барел. Со новиот правилник на регулаторна, пресметките за новите цени ќе се соопштат следниот понеделник. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Опозицијата и денеска бара мерки за да се спречи ценовен шок. Премиерот вели владата ги има предвид сите мерки, а се разгледуваат и други опции. Од ССМ побара повисоки плати и најавија протест сабота. Апелираме до регулаторната комисија за енергетика почесто да ги разгледува цените на нафтените деривати, најмалку 2 пати неделно. Имајќи предвид дека на меѓународните берзи веќе има значително намалување на цените. Секое доцнење на рефлектирањето на овие промени на домашниот пазар представува дополнителен товар за граѓаните и за бизнисите. Иако на светските берзи цената на нафтата се намалува, граѓаните на Македонија плаќаат поскапо гориво. Сите земји во регионот воведоа мерки за ограничување на цените на бензините, само владата на Мицкоски не го направи тоа. Очигледно Мицкоски свесно профитира на грбот на народот. Мицкоски вели најефтино гориво имало во Македонија. А што е со платите?
Па проблем е што платите се најниски во Европа и куповната моќ на македонските граѓани е на дното. Во овој момент нема таков предизвик кој што би го загрозил нормалното функционирање на системот, нити пак има индикатори кои што може да не изненадат. Се разбира, на дневна основа предизвиците се случуваат и ние ги анализираме. Ние, за разлика од опозицијата, имаме одговорност. Гледам дека се повикуваат на некои наши изјави во времето на опозицијата 2022 година, но апсолутно едната и другата не се споредливи, бидејќи тие изјави се давани после неколку недели, после неколку месеци на континуиран раст, а ние сега зборуваме за неколку дена од почетокот на кризата. Да ни се придружите во сабота, во 12 часот и 5 минути, од предработничкиот дом, за да упатиме нова порака, дека платите, минималната плата, мора да се зголемат на сите. Дека платите во Македонија се мизерни, покажуваат и податоците на Управата за јавни приходи, кои покажуваат дека 160.000 работници живеат со плата под прагот на сиромаштијата. Сметаме дека треба да излезете заедно со нас. Ако не ние сега, тогаш кој и кога? Законите поврзани со Safe City го помина уставниот филтер. Уставниот суд одлучи дека се е согласно највисокиот правен акт. Во дебатата имаше и поинакви ставови. Уставниот суд ги отфрли сите иницијативи за Safe City. Системот ќе продолжи да функционира како и досега. Уставните суди денеска дебатира дали е спротивно од уставот пораките за прекршок на Safe City да пристигнуваат само на македонски јазик. Колку е селективно граѓаните од Скопје, Тетово и Куманово да се под постојан надзор од камерите на безбеден град, а во другите градови не. Дали е задолжително да се поседува мобилен телефон или е само потреба? Колку се заштитени личните податоци на граѓаните со новиот систем на МВР? Судијата известител Ана Павлова Данева предложи да се отфрлат сите иницијативи, бидејќи судот во нивната примена е ненадлежен. Околу иницијативата за пораките да се праќаат и на албански јазик, судиката вели законот за јазици е регулиран, а МВР треба да го применува. Како тоа се применува и дали се применува во СМС текстуалните пораки и така натаму, останува само прашање на примена на законот. Нема одредба во законот за прекршоци која што ја оспорува употребата на јазиците, вклучително тука зборуваме и за јазикот на лицата кои живеат во износ од најмалку 20%. Иако законски не е регулирано да се поседува мобилен телефон, во времето во кое живееме е есенцијална потреба. Доколку некој сака да вози автомобил, ќе треба да поседува мобилен. Ако не, нека оди со коњ, порача председателот на Уставниот суд. Нашата држава е европски рекордер по жртви настанати во сообраќајни несреќи. И тоа е наша реалност. Значи европски рекордер. Што значи тоа? Тоа значи дека нашите возилата станале оружје. Тие се оружје. Па тој што сака да вози возило, ќе си поседува и мобилен телефон, ќе си поседува и мејл. Затоа што живееме во таков свет. А ако не, тогаш ќе иде со коњ. Граѓаните од Скопје, Тетово и Куманово се под постојан надзор од камерите на Safe City, додека останатата територија на Македонија не е. Па со ограничената примена на законот може да се доведе до повреда на еднаквоста на граѓаните пред уставот, смета судијата Насер Ајдари. Граѓаните кои се наоѓаат во одредени градови подлежат на построг режим на контрола и санкционирање преку автоматски електронски систем, додека граѓаните во другите делови на државата не се изложени на истиот степен на надзор. Поред судијката Кацарска, спорна е одредбата со која сопственикот на возилото е обврзан лично да оди да пријавува во полиција, доколку некој друг возел и сторил прекршок. Можно ли е да има ситуација да сопственикот на возилото се наоѓа во странство? Вие барате како држава сопственикот на возилото да од некоја земја во светот дојде лично да достави изјава од оној кој што го управувал возилото. Апсолутно не можеме да дозволиме да се изложуваат наши граѓани и на такви трошоци на тоа малтретирање. Уставните суди денеска постапува и по иницијативите за платите на судиите. Ќе останат минимално намалени, како што одлучи собранието, а дали ќе им се зголемуваат или не, Уставниот суд ќе одлучува во наредниот период. Тамара Дичевска, Сител телевизија. СДСМ нема пред време да го осудува предложениот државен обвинител, но бара Савески да има професионален пристап без да подлегне на притисоците на власта.
При тоа од партијата најавуваат дека внимателно и будно ќе следат неговата работа, токму по тоа дали ќе има храброст да се спротивстави на притисоците и да постапува професионално, дури и кога станува збор за случаи кои водат до власта. Премиерот Мицкоски лично не го познава Савески, но неговата биографија дава гаранции дека тој може да биде успешен јавен обвинител. Ги анализиравме сите кандидати, ги анализиравме нивните биографии, воедно и заклучоците од Советот на јавни обвинители и како влада во една конструктивна дебата донесовме заклучок дека Ненад Савевски може да биде соодветно решение за нов државен јавен обвинител. Јас лично не го познавам Ненад Савевски, но од она кое што можев да го видам од неговата биографија, но и од распрашувањето, цениме дека би можел да биде добар, односно да не речам одличен нов државен јавен обвинител. Во 5 од 9 проверени предмети Судскиот совет утврди неправилности кај апелациониот судија Ѓоко Ристов, кај кого со цидани преа пронајдени 350.000 евра. Низ за неправилности утврди Судскиот совет во предмети кои ги работел апелацискиот судија Ѓоко Ристов, кај кого со зидани беа пронајдени 350.000 евра. Од 9 проверени предмети во 5 биле констатирани пропусти, необјаснети одложувања за доцната објава на пресуди и застарувања констатираше Судски на денешната седница. Советот се сомнева дека судијата Ристов може би придонел во застарување на случајот спецкаса во УБК. Во тој случај поранешни вработени во управата беа осудени на затворски казни за злоупотреба на 800.000 евра. Печатокот е дека судијата известител, чија контрола ја правиме, не сторил доволно напори за предметот да заврши во разумен рок. Го пречекорил рокот за закажување на расправа, истата не ја закажал во рок од 15 дена, туку поменал период од 145 дена од денот на приемот на предметот. Во друг предмет, според Советот, апелацискиот судија овозможил подолг куќен притвор за обвинет кој требало да издржува затворска казна. Во конкретниот предмет два пати одлагана седницата без оправдани причини и му е овозможено на обвинетиот да биде подолго во куќниот притвор, во куќен притвор кој му се засметува во казната затвор. Извештајот предизвика дебата меѓу членовите на Судски. Дел побараа конкретни постапки, додека други сметаа дека задача на Советот е само да ги утврди фактите за работата на судијата Ристов. Ако ние немаме заклучни согледувања, предлог заклучоци, што ги усвојуваме извештаите? Што се усвоени од извештај понатаму? Ако тоа што го читате, нешто треба дополнително да се направи, никој не ве спречува тоа да го правите. Стварно не очекува ваков начин од членовите на Судскиот совет. Апелацискиот судија Ристов во меѓувреме е под истрага за прикривање имоти перење пари. Откако во јануари во ѕид во домот на неговите родители беа пронајдени 350.000 евра, му беше одземен судскиот имунитет и му е определен куќен притвор. Зоран Јаневски, Сител телевизија. За 2 месеца 6 семејства одбиле да бидат донирани органите на нивните блиски после смртта. За да тоа се регулира, ќе бидат направени законски измени. Кога се спремате неколку денови да трансплантирате, сите тимови се подготвени, а на крај семејството нема да даде согласност. Иако тие прашања, кога седнуваме да разговараме со семејството, доаѓаат во вулнерабилен период за семејството, во стресен период, апелираме секој да си размисли за себе, пред се за себе, да разговара со своето семејство, да го искаже својот став во однос на органодарителство после смртта. Нема ништо поблагодарно и поблагородно од тоа да се спаси човечки живот во момент кога еден човечки живот згаснува. Мислам дека законот до крајот на април ќе биде веќе завршен како процедура и во парламент и ќе биде изгласан. И ценам дека после тоа со таков тип на пристап, мислам дека ќе треба да биде олеснет тој пристап до донор, но од другата страна мора интензивно, колку и да имате закони флексибилни, ако не работиме заедно, нема да имаме листа на донори кои што ќе се зголеме. Расте интересот кај македонската диаспора за изучување на македонскиот јазик од најмладите. Директорот на Агенцијата за селеништво, кој гостуваше во Дневникот на Сител, вели се појавуваат се повеќе иницијативи.
2026 можам да ја оценам како македонска пролет на македонскиот јазик, македонската диаспора надвор од она што е редовен систем на образование, кој го спроведува нашето Министерство за образование со испраќање на наставници по македонски јазик во диаспората, се самоорганизираат, онаму каде што не може да бидат вклопени во училишниот систем, дали е тоа нашиот систем со нашите наставници или пак во Сојузна Република Германија имаме и наставен систем каде што дел од покрајните Хесен, Северна Рајна, Вестфалија им овозможуваат на сите оние ученици, деца и на нивните родители, каде што имаме најмала бројка од 15 ученици кои сакаат да го изучуваат македонскиот јазик, на сметка на германските покрајински власти да платат наставник учител по македонски јазик. Но надвор од сето ова, примерот со Салцбург во Австрија, ексклузивна информација, еве денес ќе ја споделам со гледачите на Сител, вакво нешто се случува веќе од месец март и во Брисел, значи во срцето на Европската унија, но и во кнежеството Луксембург. Веќе од крајот на месец март ќе почне самоорганизирана настава каде што родителите на своја сметка ги плаќаат наставниците. Ние како Агенција за иселеништво ќе испратиме училишни помагала, значи тоа се книги, учебници, боенки со содржини кои се погодни за возраста на тие дечиња кои ќе почнат да го изучуваат македонскиот јазик. До вестите во 23 останете со програмата на Сител. Пријатно.